Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Македонската фудбалска репрезентација забележа скок од 2 места на најновата FIFA ранг листа. Сега сме на делба на 84-та позиција со Конго во конкуренција на 209 репрезентации. Македонија во ноемвриското сумирање на резултатите има 421 поен, иако беше само една од 10 репрезентации во Европа која нема активности месецов во двојниот репрезентативен термин. За одбележување од ноемвриското рангирање е враќањето на Бразил и на Португалија во топ 10. Португалија, која обезбеди настап на светското првенство 2014 година преку бараж во мечот со Шведска, направи скок од 2 места и сега е петопласирана. А домакинот на светското првенство, Бразил, со напредокот од една позиција е 10-то пласиран. Неприкосновен лидер и натаму е актуелниот европски и светски шампион Шпанија. Следуваат Германија на второто место, Аргентина е трета, Колумбија си ги задржа позициите меѓу првите 5. Најдобрата десетка ја комплетираат Уругвај, Италија, Швајцарија и Холандија. За разлика од минатиот месец, во топ 10 не се задржа Белгија, која назадуваше 6 позиции, сега е 11-та, а Англија, која се симна за 3 места подолу, е на 13-та позиција. Екипите на ПАОК, Рубин Казан, Анжи, Лацио, Азалкмар, Трабзон, Лион и Генк обезбедија пласман во следната рунда од Лига Европа. Лацио нагости кај Легија во Варшава славеше со 2-0 благодарение на својот млад тандем звезди Брајан Переа и Фелипе Андерсон. Во последното коло во Рим тие во директен дуел со Трабзонспор, кој исто така оствари победа, ќе одлучуваат за победникот во групата Ј. Триумф кој им ја донесе следната фаза на свој терен оствари Лион, кој со минимални 1-0 беше подобар од Бетис. Стрелец на голот вреден 3 бода за французите беше Гомис. Тотенхем, кој од претходното коло избори место во следната фаза, славеше и на гостувањето кај Тромсо, каде стрелци за Спарси беа Влад Чиричеш и Муса Дембеле во петата победа во петиот настап. Пласманот во следната фаза го потврдија екипите на Валенсија, Лудогорец, Фиорентина, Днипро, Ајнтрахт, Франкфурт, Ејсберг и Салцбург. Лудогорец продолжи да изненадува и во вториот меѓусебен дуел со ПСВ Ајнховен дојде до победата. Овој пат на домашен терен од 2:0 благодарение на двата погодока на Бездјак. Важна победа која ја однесе во следната фаза забележи екипата на Валенсија, која со минимални 1-0 славеше на гостувањето кај Свонси. Стрелец на голот вреден 3 бода за шпанците беше Перехо во 20-та минута. Подпредседателот на Милан Адриано Галијани ќе го напушти клубот во последниот месец од годината. Галијани е лутна керката на Силвио Берлускони Барбара, која неколку пати јавно изрази сомнеж во неговата работа и најави дека од идната сезона ќе ги преземе оперативните работи во Милан под своја контрола. Затоа се очекуваше Галијани да остане во клубот барем до крајот на сезоната, но изгледа тоа нема да се случи. Галијани од Милан побарал оштета од 50 милиони евра, за која раководството на клубот одлучила дека е преголема и во следниот период ќе се водат преговори за нејзино намалување. Тоа значи дека во Милан се подготвени за разделба со Галијани, само сакаат работата да биде завршена што побрзо за оштетата за него да влезе во платниот биланс на клубот за 2013 година и да не се октовери буџетот за идната година, која после изгледа ќе биде многу тешка за него на финансиски план. Галијани е соработник на Берлускони од 79 година, а во 1986 година влезе во Милан. 4 екипи во кошаркарската Евролига веќе обезбедија пласман во топ 16 фазата. Своите надпревари од овој круг ги завршија Олимпијакос и Реал Мадрид, кои имаат 100% учинок, додека Локомотив Кубан има само еден пораз. Олимпијакос го победи Галатасарај со 72-56, а Реал Мадрид со 20 поени разлика го победи Броз Баскет со 89-69. Минимални порази забележа белградските тимови на Партизан и Црвена звезда во дуелите со Нант и Макаби Тел Авив. Шанса за скор од 7-0 вечерва ќе има и Фенербахче Улкер, за кого настапува македонскиот репрезентативец Лестер Бомекелеп. Турскиот претставник вечерва во дербито на колото гостува кај Барселона. Во првата група играат уште и Будивелник и ЦСКА Москва. Во втората ЕФЕС го пречекува Страсбур, а Жалгирис игра со Армани Джинс. Во групата С Монтепаски игра против Бајер Минхен и во групата Д дуел на КХ Лаборал и Панатенаикос. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.